Премиерот Никола Груевски најави зголемување на пензиите и социјалната помош од 5% и во 2016 година. На последната седница владата одлучи да поминат законските измени со кои за социјално најзагрозените граѓани приматели на социјална и постојана парична помош, покрај тоа што оваа година помошта која ја добиваат ја зголемивме за 10%, предвидуваме ново дополнително зголемување за наредната 2016 година од нови 5%. Истовремено донесовме одлука и за ново зголемување на пензиите. Оваа година, додека пензионерите ја чекаат исплатата на септемвриската пензија, која ја покачивме за 5%, одлучивме тие да имаат ново зголемување од нови 5% за следната година, пишува премиерот Груевски на својот Facebook профил. Предлог буџетот за 2016 година што го усвои владата денеска го образложи вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски, кој рече дека тој има развојна компонента представена преку повисокиот износ на капитални инвестиции и стабилност за ранливите категории. Вкупните расходи според предлогот се проектирани на 176.804 милиони денари, кои се за 6% повисоки од оние во 2015 година, а вкупните приходи се проектирани на 195.788 милиони денари, каде има зголемување за 4,7% во однос на 2015 година. По повод големиот муслимански празник Курбан Бајрам, председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов ја посети џамијата во општина Шуто Оризари, каде што присуствуваше на утринската молитва и на верниците муслимани им го честиташе празникот. Честитки по повод празникот Курбан Бајрам упатија и повеќе политички партии и институции во државава. Коледжот на комесари на Европската комисија синоќ усвои нов пакет за помош на земјите од процесот на проширувањето, што се загрозени од напливот на бегалци и емигранти. При тоа на Македонија и на Србија се доделени дополнителни 17 милиони евра помош. Претходно, преку инструментот за предпристапна помош ИПА, Европската унија најави дека за Македонија ќе се релоцираат 24 милиони евра, а за Србија околу 50 милиони евра со цел справување со бегалската криза. Председателот на Европската комисија Жан-Клод Јункер по синокешната неформална вечера на шефовите на државите и владите на земјите членки на Европската унија даде шокантна изјава дека Македонија ќе добие помош во износ од 700 милиарди евра од Европската унија за справување со бегалската криза. Тоа предизвика зачуденост, но и конфузија во македонското општество, но денеска Европската комисија го поправи својот председател дека сепак официјален Брисел не планира со толку голема сума на пари да и помогне на Македонија. Сите субјекти кои учествуваат во системот за управување со криза функционираат со зголемени активности и се соочуваат со недостиг на капацитети во материјална, кадровска, техничка опременост и превозни средства. Констатирано е на средбата ке председателот Ѓорги Иванов и министерот за внатрешни работи Митко Чавков по донесените заклучоци на состанокот во Брисел, а во насока на мерките за справување со илегални мигранти. За последните 24 часа МВР има издадено потврди на вкупно 2084 странски државјани. Според државјанствата, најбројни се лица со документи од Сирија. Споровите меѓу државите за рутата по која минуваат бегалците може да ја заострат ситуацијата во регионот на Западен Балкан и во поширокиот регион, изјави словенечкиот премиер Миро Церар по завршувањето на вонредниот самит на Европската унија во Брисел. Церар нагласува дека е познато и Балканот моментно не е доволно стабилен за да издржи такви ситуации. Хрватска нема да ја отвори границата со Србија се додека преминот Хоргош не биде отворен за мигрантите, изјави хрватскиот министер за внатрешни работи Ранко Остојич. Тоа е одговор на дискриминацијата на Србија за камиони од Хрватска, додека не го отворат Хоргош, нема влез за возила со српски регистарски таблички. Луѓе може да влегуваат, тоа не е спорно. Очекуваме да го отворат Хоргош, изјави Остојич. А председателот на Стопанската комора на Србија Марко Чадеш побара од словенечките компании да испратат јасен сигнал до Загреб да им укажат на властите во Хрватска дека состојбата на граничниот премин Бајаково никому не му е од корист и предупреди дека компаниите од регионот може да ја тужат хрватската влада поради претрпените штети.
Над 450 верници загинаа во стампедо за време на аджилакот во саудискиот град Мина на 5 километри од Мека, соопшти директоратот за цивилна заштита на Саудиска Арабија. Најголемиот број од жртвите се постари или инвалидизирани лица. Се стравува дека бројот на жртви и на повредени е многу поголем. Инцидентот се случил на улицата околу која се наоѓаат времените кампови, каде во над 160.000 шатори се сместени аџиите.